благослови го Твоето наследство, сочувај полнотата на Твојата црква, освети ги тие што го сакаат благолепието на Твојот дом, Ти прослави ги нив со Твојата божествена сила и не остави на нас што се надеваме на Тебе, дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш и на Христолюбивата војска, на сите Твои луѓе, зашто давањето на секој добро и секој совршен дар од озгора доаѓа од Тебе, Отецот на светлините, и Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Благословен името Господово, со неговата благодат и човеколюбие, да дојде на вас, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Слава Ти, Христе Боже надеж, наша слава Ти. Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на пречистата и пренепорочна света своја Мајка Богородица, светите славни и сефални апостоли, преподобните и богоносни отци наши, светите равноапостолни Кирил и Методи, словенските просветители, нивните свети ученици Климент и Намо, христските чудотворци, Сава Горас и Ангелари, преподобните и богоносни отци наши, Прохор Чински, Јован Рилски, Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Свети Иларион, епископ Мегденски, сите македонски светители, светиот отец наш Јован Златос, архиепископ Цариградски, светите праведни богоци Јоаким и Јана, светиот Николај, архиепископ Мирликиски чудотворец, светите Ана, Олимпијада и Евпракција, чиј спомен денес празнуваме, и сите свети да не помилува и спаси, зашто е добар и човеколюбец. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Утринските молитви кои што ги прочитавме и светата божествена литургија, нека ни се на здравје и спасение. Денес се спомнуваме за три светителки, црквата така постановила, и една од тие светителки за кои што се спомнуваме е токму преподобната Евпраксија, која што се подвизувала некаде во 4 век, родом од Цариград, инаку се подвизувала во манастир во Египет и целиот свој живот го предала токму на Христос и се предала постојано во молитва и во подвиг, и на тој начин во 30-та година од својот живот се упокоила во Господа и со целиот свој живот може да биде нормално пример за сите православни христијани како треба да постапуваат и да живеат во својот живот. Токму поради тоа, бидејќи денес го чествуваме нејзиниот спомен, би сакали од името на сите нас да го честитаме именданот на нашата игуманија сестра Евпраксија, да го следи примерот на преподобната Евпраксија, да биде секогаш со чиста мисла, со чисто срце и совест, да му се моли на Господа за сите нас, Господ да ја даде сили, да може секогаш духовно да напредува и да го води овој манастир заедно со сите вас уште многу долги години. Нека е за многу години празникот, да сте живи и здрави, и нека е честит именот на нашата игуманија. Благословението Господа на нас, и на